Денешен наш гостин во емисијата програма на градовите во живо е градоначалникот на општина Куманово, Максим Димитриевски. Добар ден и добро ни дојдовте во емисијата. Добро ве најдов, добар ден и на вас и на гледачите на Македонска телевизија. Верувам дека брзо стасавте од Куманово, лесно. Тие што сме најблизу, најповеќе доцни. Има метеж во Скопје, сообраќаен секогаш, особено на влезот на градот, но тоа е Скопје, таа е инфраструктура. Да, ја предвидовте таа гужва. Постојано зборуваме ние новинарите за тој сообраќаен хаос во градот, меѓутоа таму има надлежни. Нешто што првенствено сакам да ве прашам, не би почнала да бидам искрена со спорт, меѓутоа како велиме, се што мораме да се пофалиме како држава, а вие како град, и знам дека сте со една долга спортска традиција и вие како градоначалник многу е гаите и навистина полагате во спортот. Денеска имавте средба со Данило Методиевски, неговиот тренер, кикбоксер на светскиот куп во Италија, во Лидо ди Соло, сребро донесува. Честитки. Да, благодарам, горди сме на тој успех и не само на успехот на Дарио и неговиот тим, туку на успехот на сите наши спортисти. Општина Куманово инвестира некаде околу 16 милиони денари на годишно ниво за развој, подршка на спортот и спортските активности. Имаме голем број проекти на спортски план. Со тие средства не финансираме спортски клубови, туку се обидуваме да ги сведеме за средства за финансирање и развој на спортот. А инаку спортските клубови се приватни институции и тука треба да се бараат спонзорствата од приватни субјекти, спонзори и така натаму. Да, меѓутоа вие како локална самоуправа полагате доста внимание на објектите, да бидат во добра форма, во добра кондиција, како што знаеме, да кажеме, да имаат добри услови за тренинзи и за се она што... Изградивме 13 отворени, повеќе. 13 и повеќе игралишта. Со тартан подлоги, спортски игралишта, вложуваме доста во спортската инфраструктура. Во претходниот мандат на мојот претходник беше изградени затворениот и отворениот базен, кој што е еден од најголемите во државата. Ние активно во моментов работиме на два големи проекта. Едниот е почнаме со санација и реконструкција на најстарата спортска сала, една од најстарите и на Балканот, тоа е Соколана, каде го менуваме кромниот покривач и ја појачуваме статиката, бидејќи ако не се интервенира тој објект постар сега прави 100 години оваа година од пуштањето и ќе пропадне целосно. Се изборивме претходно од државата да ги земеме овие објекти, бидејќи не беа на општината, беа дадени на приватни концесионери, долг процес и активно работиме на реконструкција на една од најголемите спортски сали во државата или најголемата Борис Трајковски во моментов, како најнова спортска сала е најголема во Скопје. Активно менуваме, значи буквално се до детај, ќе биде, се надевам следна година во ноември, за 11 ноември ќе се обидеме да ја пуштиме и вложуваме во детски качиња, нова инфраструктура и многу недостасува. Тоа ќе се обидеме во средниот период, уште повеќе средства насочиме во таа насока, но и еден апел на граѓаните, тоа што го градиме, реконструираме, да го сочуваме. Се спомна урбана опрема за Охрид, жалам што самите многу уништуваме и од урбаната опрема и сите овие инфраструктури, мора да сватат граѓаните дека тоа се средства кои што доаѓаат од нив и се вложуваат за нив и тоа е заедничко добро. Така да верувам дека свеста мора да се искачи на многу повисоко ниво. Од друга страна и службите, особено МВР, многу поревносно да работи во делот на заштитата на заедничкиот имот или јавниот имот. Кога го кажавте на заедничкиот имот, навистина треба сите граѓани, цела држава да се насочиме кон тоа што го имаме да го... Затоа што можеби најтешкиот дел е нешто да се заштити, да се чува. Ке се задржиме уште, бидејќи знам дека од мали нозе многу е битно за еве вакви да имаме спортисти кои што ке носат медали на интернационални купови од кој да е профил за спорт. Меѓутоа, во делот на училиштата, на објектите, са тука како подпрашање на сите оние меѓуучилишни надпревари, знам дека
вложувате и агитирате и сте аглени доста вложувате. Вложуваме, да, сериозни средства и во развој на училишниот спорт, бидејќи тоа е основата за развојот на спортот. Успеаваме да ги реконструираме со сопствени средства на општината сите средни училишта кои што се под општинска надлежност, а за среќа имаше една голема инвестиција во државното училиште Киро Бурнас во Куманово, реконструирани се сите спортски објекти, направени се дополнително 2 училишни спортски сали и воведовме пливање како можност за секој ученик да научи да плива, тоа го покрива општината како трошок. Значи, многу е битно младите да ги изведеме од дома и да ги насочиме на правилен раст и развој, бидејќи секојдневно се соочуваме дека нашите деца се на мобилните телефони и компјутерите. Секаква нивна активност вон домот значи и за родителите и за сите нас да создаваме едно здраво општество. Дали е така и дали е успешно, времето ќе покаже. Мислам дека ние бевме генерации кои што се градеме во здраво тело, здрав дух слоганот и верувам дека овие млади генерации имаме обврска да ги насочиме токму во таа насока. Имавте каква е бројноста на првачињата, некако на некој општо ниво во државата се намалува? Во Куманово оваа година за среќа беше добра, немаме некоја голема осцилација во бројките, дури мислам дека за неколку ученици е зголемена бројката во однос на минатото, но тоа не е случај во останатата држава. Трендот на иселување си го зема својот данок, а иселувањето е резултат првенствено на големата социјекономска состојба, дополнително големата депресија која што се јавува секојдневно во јавноста и кај граѓаните, разочараноста од репрезентите, од политиките, високото ниво на корупција и луѓето сакаат да живеат во средени системи и да имаат систем на вредности. За жал кај нас, видите, постои систем кој што не се почитува од сите и тие кои што всушност се задолжени да го применуваат и практикуваат всушност први не го почитуваат и кога ќе видите афера кај што ќе ви се случи како што е случајот на проектот Коридор 8 и граѓаните се разочаруваат, а многу примери имаме такви секојдневни во општеството и ќе мораме сами да го смениме тоа. Многу пати очекуваме дека странците ќе бидат тие кои што ќе завршат таа работа наместо нас, но сепак граѓанинот е тој кој што одлучува и сметам дека треба да се организира и да се избори за своје поубаво утре на своите деца. Иако есента навлегува, може би завршува градежна сезона, би сакала за вашите активности во сообраќај на инфраструктура и во уредување во голем дел и кажавте. Меѓутоа, еве во теке изградба, нешто што го погледнав и кај вас, што сте доста транспарентни на она што го работите, изградба на пешачка патека на кеот на реката Липковска, во стариот градски парк, па се реконструира и водоводна мрежа на улица Јане Сантански, значи малку во делот и на вашите градежни активности, ајде еве да одиме со оваа пешачка патека, до каде ја направите? Значи, имаме голем број на вакви инфраструктурни проекти, единствената мана моја и на тимот е што не се сликаме кога пуштаме проекти, туку само чисто за информација ги објавуваме сите овие информации за јавноста и на социјалните мрежи, а и на општинската веб страна за сите активности. Оваа година мислам дека имаме 70 на 80 реализирани проекти сериозни и дополнително многу квадрати површини бекатонирани со бекатон плочки во приградските населби, во руралните средини. Се обидуваме да постигнеме секаде. Многу е тешко. Конкретниот пример што го многу е тешко бидејќи и се големи потребите на градот. И ние живееме во еден период на стагнација во делот на развојот и локалната самоуправа не може тоа преку ноќ да го надомести. Конкретно проектот што го споменавте, тоа е составен дел од уредување на стариот градски парк. Ја работиме таа пешачка патека, дополнително чекаме и преку Агенцијата за Дирекцијата за регионален развој средства кои што ни следуваат по закон да бидат инвестирани околу 16 милиони денари дополнително во тој градски парк и да го трансформираме во целост во модерен спортски и смарт парк кој што е најголем и најстар на територија на наша општина. Инаку поголеми проекти во следниот период, до крајот на годината и почетокот на следната ќе следуваат, а тоа е многу изградба на голем број на улици, од
ставката изградба и реконструкција на постоечки улици и ставката летно Во градот или во поврзаноста имаме со... комбинирано. Значи Куманово е големо, урбана рурална средина со големи приградски населби. Ке се работи во повеќе опфати во градот на различни локации, да не ги именувам сега поединечно сите улици, и она што е многу битно за градот, конечно ќе навлеземе во постапка на целосна реконструкција на на малиот градски плоштад пред Домот на културата, кој што е во очена состојба и буквално е направен некаде 70-тите години. Ке се работи по сите модерни стандарди, бидејќи истиот е под заштита на државата. Немаме право да изградиме нови, туку постоечката површина да биде реконструирана во согласност со конзерваторскиот центар, и дополнително ќе продолжиме со сите оние други капитални проекти. Кажавте, немаме право и претходно некако споменавте, имате проблем или како ви оди во носењето на урбанистичките планови, се со единствена цел, урбанизирање, ширење, средување? Да ви кажам, не само Куманово, цела Македонија е урбанистички уништена. Со вцртување на голем број градежни маркици, каде што секојдневно се соочуваме како општина со огромни проблеми од страна на поедини инвеститори кои што се ставаат во функција на луѓе кои што се урбанисти, а не градежници, и се обидуваат секој метар квадратен да го искористат за нови дополнителни квадратни метри. Не се води сметка од аспект на хумано живење, она што е основно дефинирано во Уставот и законот, заштита на јавниот интерес, дали се наоѓаме до школа, детска градинка или пак до школска амбуланта. Најбитно е да се пресметаат квадратите и да се инвестира, и се бориме енергично против тоа, но за жал политиката е прилично присутна во дел на тој бизнес сектор и секогаш изнаоѓаат начин за да дојдат до одредена лоби, подршка на највисоко ниво, и тоа се долгорочни постапки, каде што на крајот сепак општината е таа која што ја издава дозволата за градба, се обидуваме дел од градбата да ја изнесеме вон густо населените средини и да дадеме можност да се гради таму, и работиме генерален урбанистички план, кој што мислам дека до крајот на годината треба да ја завршиме комплетната планска програма за истиот. Куманово веќе подолг временски период, дури скоро 20 години, нема генерален урбанистички план, а тоа е основа за детални урбанистички планови. Постапките се многу спори, граѓаните се многу незадоволни од тој аспект, но мора да се разбери и свати дека не може секој да цртува квадрати, кој како ќе посака, туку тоа треба да го работат професионални лица кои што се надлежни за тоа. Битно ни е јавното мислење, сите постапки ги ставаме на јавна и транспарентна расправа, и тоа е добро, без разлика што не можат сите да бидат задоволни, да се слушне мислењето од граѓаните, но урбанизмот е еден од најголемите проблеми заедно со инспекцијските служби во функционирање на една локална самоуправа, бидејќи сепак реакциите се таму од граѓаните за спорите и бирократски постапки најголеми. Ако ви кажам дека многу пати општината сама себе си да се издаде дозвола, се соочува со голем број на проблеми, необезбедување на одредени согласности од ресорни министерства, мора да се едностават постапките. Како доди наплатата на данокот на Во делот на наплата на даноци и такси ние постигнавме едно високо ниво на фискална дисциплина. Се обидов уште на почетокот на мојот прв мандат да им објаснам на граѓаните дека општината всушност е еден реверзибилен процес. Колку давате, толку и можете да очекувате од неја. Ние не ги покачивме даноците во ниту една основа, ниту пак направиме репроценка на имот, само ги оданочиме тие кои што не беа оданочени, а видите, случајно или не, најбогатите луѓе во системот всушност беа тие кои што не беа оданочени. Ги оданочиме ретроактивно, почнавме да ги врачуваме решенијата даночни со достава, преку пошта, со подписи, да поведуваме постапки, и нивото на наплатата на даноците, и тоа се примарните приходи на општината, се покачи драстично, и денеска можам да кажам дека ете после 6 години, ако бевме трета најзадолжена општина во државата, денеска сме финансиски најстабилна општина во државата со конкретен износ од некаде 510 милиони денари на жиросметка, средства кои што се приберени од продажба на државно градежно неизградено земјиште, дополнително
од продажба од наплата на даноци и такси, данок на промет со имот и сите можни ставки, приходи, основни, примарни, секундарни, и целта е тие пари да ги реинвестираме во инфраструктурата и доброто за граѓаните. Како води работата со јавните предпријатија? Имате повеќе. Спроведовте и еколошка акција за расчистување на диви депонии. Секогаш прашувам дали се потребни акции, кампански чистења, редовни чистења. Знам дека редовните се несомнено најбитни. Видите, факт е дека хигиената е на ниско ниво и секојдневно се бориме со нашите секојдневни навики. Хигиената всушност ние ја сочинуваме граѓаните. Ние влегуваме во процес на поставување на полуподземни контейнери и сврлање на оние стариот модел на челични контейнери кои што ги гледаме на секој ќош дека мириса, дека се габаритни, а не собираат доволно смет. Овој нов систем на полуподземни контейнери едноставно е помалку видлив, а собира многу поголема количина на смет. Со тоа намаливме и помал број на пати на интервенции за износ на сметот, заштеди на тој план. Од друга страна, поголема капацитетност за складирање, лесни се за одржување, ги зголемиме бројот на акциите, но мора да сватиме една работа, дека хигиената чини пари. И доколку сметаме дека треба да имаме премногу чисти градови, првенствено не треба самите да загадуваме, чистиме некаде околу 100 диви депонии на годишно ниво, што е буквално една работа од која што не може да се побегне. Од друга страна, комуналните служби не се во можност да ги лоцираат, детектираат сите тие загадувачи или тие кои што го отфрлаат сметот. Тука е непосредна соработка со Министерството за внатрешни работи, а немате ниту еден случај за напишана казна за фрлање на смет во ова ресорно министерство, бидејќи нашите инспектори не се третираат од страна на оние кои што ги прават тие прекршоци соодветно. Човек додека не види униформа не реагира едноставно. Од друга страна, ние со зачестени акции заедно со граѓаните се обидуваме да ги санираме сите овие проблеми, но мора да потенцираме, особено во стамбените блокови и згради. Мора да има заеднички активности и солидарност од страна на самите граѓани при тие акции, а едноставно и законот за домување и организација на јавните површини ке мора да се модифицира и да се превземе одржувањето на тие заеднички блокови, тоа заедничко земјиште. Не можете ви од општината само да чекате да ви ги исчисти, искуси зелените површини кои што се во составен дел на зградите и на објектите. Цената ќе остане иста за наплата на сметот и на сите комунални услуги. Веќе немаме подолг временски период интервенирано. Дури ние сметаме да ќе влекоме во тешка социјоекономска криза и особено енергетската криза. Први во државата воведовме целосно бесплатен автобуски превоз и се уште се практикува. Ке се обидеме до крајот на годината да обезбедиме средства, доколку постојат буџетски можности и секако мнозинство во Советот за подршка на една таква идеја ќе продолжиме и следната година, видиш и граѓанинот е факт дека многу потешко живее и секојдневно се соочува со уште поголеми проблеми поради неусогласеноста на инфлацијата која што реално имаме и обезвредување на средствата и парите. Тоа што можевте во минатото да го купите за 1000 денара и да го ставите во една торба, денеска не можете да го соберете ни во шака и со право реагираат и пензионерите за сите оние покачувања. Ако има пари да се изнесуваат пари како што велат поединци од фондот за здравство, половина од парите завршуваат по некои приватни канали на некои места, тогаш нека спречат и намалат тие што крадат за да можат граѓаните да обезбедат дополнителни средства. Не ви сакала за политика, бидејќи... Па не е ова политика, ова е реалност, бидејќи тоа е факт и очигледно. Нешто што ми се допаѓа, Куманово важи не само град за што ја негува и гаи спортската традиција, вие сте и навистина град на културата. Бев на последниот ден и се воодушевив и од вашиот центар за култура завршија деновите на комедија 26 поред со една одлична представа. Тоа го организирате како локална самоуправа и навистина тој интернационален фестивал си зазема едно значајно место во државата. Така, неколку минути за култура, бидејќи навистина мене лично ми се допаѓа Кумановчани, веќе немаше на представата
буквално место каде да се седне, беше преполна салата и сите денови додека траеше тој фестивал, била преполна салата. Тоа е од нашите сограѓани, кажам. Куманово има навика за театар, а нема театар. Во реконструкција е веќе трета година, рековте Национален центар за култура, кој што не е под локална надлежност. Граѓаните сакаат театар, сакаат култура. Организираме како општина преку Фондација за култура и спорт и нашиот сектор во општината голем број на културни настани и манифестации и морам да бидам искрен пред вас и пред граѓаните дека оваа година за прв пат од револтираност, сакајќи да искажам протест во очите на ресорното Министерство за култура на државата, не го посетив овој фестивал, бидејќи истиот не беше подржан финансиски од страна на државата во целост. Доколку не беше општината и оваа година истиот не можеше да се организира, и ако веќе зборуваме, дозволете ми, не е така, значи се даваат средства на одредени места да се снимаат албуми и плочи на поединци, огромни баслосновни цени. Куманово тоа не го заслужува. Ние славиме пред известно време јубилеј 500 години, следната ќе славиме 505 години. Бевме и град на култура пред 4 години, но мора да потенцирам дека надлежните кои што ги распоредуваат овие средства во делот на културата во ресорно министерство ќе мораат да ги децентрализираат. Ние како општина за културата обезбедуваме некаде околу 18 милиони денари и транспарентно ги делиме на јавен повик на сите оние организации, првично по мултиетнички аспект, бидејќи Куманово е Македониево мало, мора да се негува културата на сите етнички заедници, но за жал Министерството несоодветно го третира Куманово и го става на местото каде што припаѓа. И сега во јавен повик, во тек е во тек е јавниот повик, се надевам дека сите кои што ќе излезат со сериозни проекти, одобруваме проекти само на организации и невладени здруженија од нашиот град, кои што потекнуваат од тука, ќе добијат одредени финансиски средства. Мора да напоменам дека на 11 ноември е ден на градот и оваа година достоинствено ќе го одбележиме со традиционален концерт на градскиот плоштад, каде што ќе имаме многу групи, помеѓу кои и од мултиетнички карактер, ќе имаме и албанска, и српска, и македонска група, Туна, ДНК ќе видат исто така, Мартинијан Кириловски, одредени наши звезди за младите, за повозрастните, се со цел да градот живее во една енергија и да не се почувствува монотонијата на секојдневието. Претходно ги одржаме традиционалниот тамбурешки фестивал, Рома Труба Фест, Тумба Фест, меѓународниот фолклорен фестивал и сите оние настани кои што ги организираме. Но да се вратам, она што граѓаните го посакуваат, а тоа е театрот, за жал се уште трета година е во реконструкција и недозволиво е Куманово да нема театар. Доколку државата не може да менаџира со истиот, нека ги не ги даде објектите под наше владение, за да успееме да ги завршиме и да ги дадеме шанса на кумановци и на неделно ниво да имаат театарска представа, а не само во периодот кога се деновите на културата. Инаку поздравувам организацијата на фестивалот и сите представи кои што беа, иако не бев присутен во знак на протест, сепак мора да ја пофалам организацијата и нивото на моите сограѓани кои што го проследија нас. Ке ви се заблагодарам за учеството. Ве чекаме во следна прилика, затоа што верувам дека има уште многу да се зборува. Овој појас на емисии програма на градовите се буквално да се прикаже работата на локалната самоуправа овој деневе за Куманово. Како што ви кажав, ке ви се заблагодарам и се гледаме во следна прилика. Ви благодарам и на вас, ми беше чест секако и секоја шанса да не слушнат граѓаните и да видиме што потранспарентни кон нив.